Почитувани, 10 месеци СДСМ, 10 месеци неправда. Оставката на актуелниот министер за правда, Билен Салии, не е никаков морален чин, туку обид Зоран Заев да се испере од одговорноста за хаосот, притисоците и невидената политизација во судството. Веќе никој не верува во правдата која потклекна под партиските наредби на СДСМ. 10 месеци не е спроведена ниту една реформа во судството. Така наречениот Совет за реформи, кој власта помпезно го најави, заврши со неговото расформирање откако беше искритикуван од луѓето кои го сочинуваат. Експертите кои СДСМ ги назначи во овој совет само кажаа дека истиот е една голема лага и дека воопшто не биле консултирани за законите кои владата ги предлага до собранието. 10 месеци гледаме тотална партизација на судството и обвинителството. Судиите секојдневно беа предмет на закани. Претходниот председател на Кривичниот суд, Владимир Панчевски, неколку пати во јавноста кажа дека се соочува со закани дури по својот живот. Од страна на органите на прогонот не беше преземено ништо. Под плаштот на реформите беа прекршени процедурите и законите при избор на судии во апелациониот суд. Јавноста се уште не доби одговор како е избрана Тања Милева, сопруга на поранешниот член на ДИК, предложен од СДСМ за апелационен судија со само 7 години стаж, а не се избрани судиите Лазар Нанев, прворангиран со 261 бод и 15 години работен стаж, или Габриела Најдова со 260 бодови и 9,5 години работен стаж, или пак Дијана Груевска-Илиевска со 260 бодови и 11 години работен стаж. Дали единствениот критериум за нејзин избор беше политичката определба на незиниот сопруг? Власта не застана тука. Партизацијата продолжи со Советот на јавни обвинители, каде за членови на Советот, кој по закон треба да биде независен и непристрасен, се избрани Ангел Илиевски, адвокат на Верушевски, и Ангел Солев, и двајцата членови на правниот совет на СДСМ. 10 месеци јавноста е сведок на селективна правда. Судовите, јавното обвинителство и СЈО работат како продолжена рака на СДСМ. Додека против поранешните функционери на ВМРО ДПМН се закажуваат рочишта секојдневно. Рочиштата за Зоран Заев или блиските до него се одложуваат во континуитет и се прифаќа секое нивно барање. Повеќе од 10 месеци откако СДСМ е на власт, нема ниту една отворена постапка за криминал против функционерите од СДСМ. Јавното обвинителство се уште молчи и не кажува до каде е постапката против двајцата функционери од владата за кои Заев рече дека има сомнеж за корупција. Зошто нема постапка за набавка на 40 возила за МВР преку кумановската фирма донатор на Социјалдемократскиот сојуз? До каде се постапките против изборниот криминал и заканите врз гласачите во текот на последните локални избори? Ниту еден од овие случаи не е расчистен. Правосудните органи се покажаа како продолжена рака на власта за прогон на политички неистомисленици. За 10 месеци се реализира само агендата од платформата подпишана во Тирана за Сопот и Монструм. 10 месеци откако СДСМ ја презема власта, Македонија тоне во корупција и паѓа на листата на Транспаренси за 17 места за само една година. Реформите се закочени. Корупцијата цвета, а Република Македонија е во друштво со држави како Танзанија, Замбија и Етиопија. Оставката на министерот Салии не е доволна за надоместување на се што е изгубено и уништено за овие 10 месеци. Одговорност треба да поднесе Зоран Заев и целата негова влада. Ви благодарам.